Шановни представници на медиуми, се наоѓаме на градски океј, еден од важните проекти кои изминатите 5-6 години град Куманово, кој од разни причини, од вис мајар, значи виша сила, поплавите кои беа проектни поправи во Куманово, имаше големо оштетување на самото речно корито, од обраснување со диво изразети шуми или стабла, и што е најбитно, немало саграѓаните, бидејќи речното корито е полно со отпад стар на железо, на разни уреди од домаќинството. Значи, четврта или пета акција поред во изминатиот период на чистење на речниот кеј. Ова е една од пообсежните акции, со што дефинитивно го шлицаме и го прошируваме речното корито, која ќе оди акцијата до влив на реката Липковка и Којнарка, значи до комплексот на зградите на така наречени водовод комплексот, со што ќе го завршиме првиот дел од циклусот за ова година. Во склоп на оваа акција која спроведува ЈП Чистота и зелениво и помогната со механизација од јавно предпријатие водовод и тендерот кој е за диви депонии од општина Куманово, значи заеднички сили на јавните предпријатија и општината Куманово, се надевам дека и дивите депонии во близина кои се резултат од несавесното однесување на граѓаните, бидејќи и тие депонии по пети пат исто се чистат. И сега користам оваа прилика да апелирам до граѓанството да преземат активност и совест врз основа на каде треба да се депонира, значи депозитот на градскиот цврст отпад, односно шутот така наречен, може во содејство со ЈП Чистота да биде депониран на депонијата Краста, бидејќи ние го користиме и за санација на самото ѓубриште, а најавувам дека во наредниот месец ќе бидат примени 4 нови комунални редари, ќе ја зајакнеме комуналната служба и ќе отпочнеме со казнување на несовесни граѓани. Самиот овој потез ќе биде и под видеонадзор, бидејќи кажав дека пети пат иста депонија чистим и пети пат поново се пуни со граѓевински шут. Сметам дека на наредниот период ќе имаме по-строги санкции во однос на несовесни граѓани. Апелирам за одржување на овој прекрасен објект. Мислам дека оваа чистење ќе даде голем потик на граѓаните самите да го одржуваат. И мислам дека на овој начин отпочнуваме една нова позиција, значи да го очистиме и евентуално со идните проекти во содејство со дирекција за води, бидејќи тоа е нивна ингеренција регулација на речни корита, да продолжиме до градскиот стар градски парк да го решиме и регулираме речното коридо во дадени дименсии, бидејќи по-глуп не е можно целосно да биде изведен проектот од узурпација на дивоградби, а во моментот знаете дека законот не специјали за легализација на објекти ги легализира поголем дел од тие, така да ќе сме принудени во дадени габарити да го регулираме тоа. Значи, општината Куманово продолжува со својата активност, се надевам дека граѓаните ќе ја сватат пораката и ќе ја очувуваат оваа средина и ќе имаме понатаму еден од најубавите паркови и кеови во Република Македонија. Колку ја чини купно одржувањето, значи почистување на мини депонии согласно програмата на општина? Па ние тендерот за диви депонии е негде околу 1 милион денари, делумно е искористен во претходни акции, останува уште позиција од 300.000 денари, која заедно од таа позиција со активноста на јавното предпријатие, бидејќи јавното предпријатие е задолжено за одржување на јавно прометни површини и зелени површини, меѓутоа се надевам дека во наредниот период у програмата ќе вклучиме и диви депонии. Во договор со директорот размислуваме да програмата ја прошириме и на некој начин со добра контрола ќе имаме намалување на број на диви депонии. Имаме огромен број на диви депонии, а имаме и габаритни големи диви депонии како што е во близината, а исто така и регионалните патишта се узурпирани со депонии на градски шут, на граѓевински шут. А се зошто чекате толку долго за да се исчисти реката, односно на крајот на летото?
Имаме акциона програма, имаме некои акции за однос на шишење, стрижење, обезбедување на определени услови за нашата работа. Мислам дека дали е долго или кратко време на чекање, треба акцијата да се осмисли, треба да има акционен план и мислам дека ова што го правиме не е само за овие 2 месеца, него се прави за нешто што е на долгорочни стази. Реков дека ќе биде во целата должина и реков дека ќе биде и проширување на проектот во нареден период согласно со дирекција за води. Сакам да кажам дека имавме големи изливања во мај месец и јуни, кои направија големи штети. Прво треба да се санира штетите од изливање на речното корито, така да имаме неколку причини кои нас не ни дозволија пробно брзо да настапиме. Еве ова го решаваме и мислам за едната година ќе имаме многу почиста позиција за тековно одржување на самиот кеј во должина од 2,2 км. Во координација со општина Куманово и градоначалникот Зоран Дамјановски, еве како што гледате, го чистиме веќе во прва фаза речното корито со тоа што ќе дадеме акцент и на понатамошно нејзино одржување, затоа што еден од проблемите, односно еден од предусловите за чистење на речното корито е негово одржување. Мислам дека со програмата, односно со проектот кој го имаме, ќе поставиме неколку на неколку места каде што ќе процениме неколку пречки со тоа што ќе се она што доаѓа како дел од прљавштина, односно од несовесните граѓани кои фрлаат, и еве апелирам да сите да ја чуваме нашата животна средина, да можат на тие пречки да се собират и многу полесно ќе го одржуваме речното корито, со тоа што сигурен сум дека во понатамошниот период и нашата река ќе биде многу почиста. Какви сте тие пречки? Тоа се габиони кои се извинувам ја преземам, пошто конструктивно предпоставам, не знам дали господин Петрушевски, бидејќи тука и нашиот главен заменик на раководител на сектор за урбанизам и градинство, кој беше имплементатор на проектот. Габионите се пречки на ниво на течење река кои ја успоруваат течење на реката и негде каде имаме тесно грло, тие ќе бидат ишлицани и проширени со цел да се ослободи и да се даде поголема димензија на протокот на реката. Значи не сите, некои од габионите ќе бидат ишлицани и проширени. Мислам дека и со проширување на нашата програма за одржување на диви депонии ќе дадеме акцент на сите оние места кои што беа проценети од страна на градоначалникот на општина Куманово, јавно предпријатие Чистота и зеленило, како слаби места, односно по неколку кратно чистење пак се створија тие диви депонии. Се надевам дека со програма на јавно предпријатие Чистота и зеленило и со сите преземени активности и овој дел од работа ќе го завршиме успешно и во понатамошниот период во општина Куманово ќе има помал број диви депонии и ние ќе се трудиме да бројот на тие диви депонии го сведеме на минимум. Колку ти Некаде, како што гледате, близу 15 на луѓе, општи работници кои работат на расчистување на речното корито со дел од механизација, скип, камиони и гледате и водовод има ангажирано, дадено своја машина за расчистување на реката и благодарност до јавното предпријатие водовод на помош. Хвала.